Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе приготвуваме лаврак со маслинова тапенада. Овој рецепт можете да го сретнете во отмените ресторани, но многу едноставно можете да го подготвите и сами. Тапенадата потекнува од југот на Франција, а за оваа тапенада користиме маслинки и копар како одлична комбинација со рибата. Па, да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 свежи филети, маслинки, копар, макдонос, 1 лимон, една мала главица црвен кромит, една рака чери домати, сол и бибер и маслиново масло. Ставете ги двете филети на чинија и убаво посолете ги. Овој процес е исклучително важен затоа што го извлекува вишокот вода и ги прави рибите поцврсти. Оставете ги да одстојат 30 минути. Земете ги маслинките и извадете ги семките. Не грижете се дали ќе изгледаат убаво, затоа што подоцна ќе ги ставиме во блендер. Кога ќе завршите, ставете ги во длабок сад и додадете ги копарот и макдоносот. Исто така додадете и лимонов сок, сол, бибер и маслиново масло. Време е за блендер. Изблендирајте ја смесата додека текстурата која е погруба од песто не се претвори во текстура на салса. Подгответе ги рибите во тава и со лажица премачкајте ги филетите со тапенадата. Не грижете се за начинот на кој ќе ги прекриете, но треба да знаете дека прекривањето со доволна количина ќе им додаде вкус. Потоа додадете го црвениот кромит исечкан на ленти. Ставете и чери домати врз рибата. 3 до 4 по човек ќе бидат доволни. Сега сме подготвени за рерна. Исто така ставивме гранче рузмарин за повеќе вкус. Ставете ја рибата во рерна загреана на 150 степени и оставете ја да се пече од 15 до 18 минути. Потоа извадете ја рибата. Земете една од филетите со прелив и ставете ја на чинија. Сервираме со компири печени со лимон, како и свеж лимон. Ова јадење можете да го приготвите со која било бела риба или дури и лосос, а толку едноставно и здраво. Маслиновата тапенада е уште еден рецепт што може да се приготви однапред, а може да се користи и за брускети или со пилешко. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.